Почитувани колеги, почитувана јавност, подносителите на законот, голем број на колеги, вчера во текот на целиот ден беа пријавени за збор, а денес истите ги нема. Подносителите, кои треба да не убедат дека ова предлог законско решение е исправно и честни се нивните намери, денес ги нема. Сега тука се репликите како форма и стандардните текстови, колешке, ве молам на реплика. Тука се репликите и стандардните текстови кои од еден човек ви се напишани, постојано со истите истражувања излегувате и излезете, ќе ги прочитате, но колеги, не ја бива вака работата, заради тоа што земјоделците се незадоволни. Накратко, еве јас ќе дадам мој опис и моје видување за ова предлог законско решение и да видиме зошто ветените субвенции не се доставуваат на тие што треба да се достават. На оние од кои зависиме, на оние кои не прехрануваат. Зошто ветените субвенции не им се доставени? Денес зборуваме за предлог законот за изменување и дополнување на законот за земјоделство и рурален развој, по скратена постапка, каде во оценката на состојбите велите, умно ќе извадам, се согледа потребата, се увиде потребата, каде велите, проблемите не се отстранија ниту во текот на 2016, 2017, 2018, 19, 20, 21 година, колеги. Колку години сте на власт? Зошто овие проблеми не се решени? Зошто квалитетно не се пристапува кон решавање на овие проблеми? Ама сега, усно, ќе го правите тоа, ќе го решавате и ќе ги решавате проблемите, а законот, почитувани колеги, кога го пишувавте, ставивте еден интересен член, член 6, кој вели: одредбите од овој закон ќе започнат да се применуваат од 1 јануари 2023 година. Ете, колеги, вашата честност и искреност. Следно, не се задржувам повеќе на тој дел. Ќе го издвојам мислењето кое е дадено од нелегитимниот премиер Ковачевски. Вели членовите 6 и 7, а тоа е тој фамозен член 6 кој вели дека овој закон ќе важи од 2023 година, ни објаснува нелегитимниот премиер дека одложена е примената на членот и законот, влегувањето на сила на ова законско решение. Па, почитувани колеги, да не беше премиерот, ние немаше да знаеме како да го прочитаме ова и немаше никој да ни верува. Владата, замислете, нема забелешки. Зошто нема забелешки? Заради тоа што ќе треба да дава субвенции навремено, да исплаќа субвенции на голем број на земјоделци кои ги исполнуваат условите според старите решенија, но премиерот Ковачевски има други интереси. Интересите се видоа вчера. Прва точка на дневен ред за разгледување беше како фотоволтаични централи да се прават во Македонија со позајмени пари. И повторно да имаме еден циклус на држење пресконференции, како се лаже и мами јавноста, но ете, тоа е вашиот интерес, тоа е вашата цел. Вие, почитувани колеги од власта, не се справувате со глобалните кризи на кои постојано се вадите. Вие и покрај тоа успешно, пазете, успешно создавате голем број на регионални кризи. Со самото ова што не ги почитувате земјоделците, се создава простор за воведување на прехранбена криза. Истата таа можност ви ја спомнував уште кога стануваше збор за давање на земјиште
плодно земјиште за ископување, минерални суровини, плодно земјоделско земјиште кое не смее да се третира така. Ова парче земја кое го имаме, треба квалитетно, рационално и праведно да се користи, бидејќи прехранбена криза, ќе повторам, почитувани колеги, ќе имаме, но искрено не верувам дека вас тоа лично ве засега. Зошто на земјоделците кои веќе имаат доставено уредно документација, се надевам некои од колегите ќе ми одговорат што дофрлаат, уредно доставена документација во Министерството за земјоделство, шуми и водостопанство и, исто така, кон управата за јавни приходи, не им се исплатени субвенциите. Зошто? Прашањето и одговорот сведува кон тоа дека, почитувани колеги, немате финансии. Еве, ребаланс на буџет имаме. Имаме интервентен фонд кој благодарение на ВМРО ДПМН е формиран. Интервентен фонд кој ни ја намаливте сумата што ја баравме и истите средства се разлеваат низ буџетот на разни трансфери и простори за криминал, класично за вас. Почитувани колеги, за да се создаде прехранбена криза на ваков начин, како што вие го правите, сте помогнати и со еден термин ќе употребам зелена мафија. Откупите пунктови за земјоделски производи, знаете како функционираат. Во еден момент, во период од нецели 24 часа, 20% се намалува цената на одредени производи. Кој раководи со зелената мафија? Кој ги откупува сите овие земјоделски производи? Каде е власта да реагира на вакви пријавени ситуации, каде земјоделците се демотивираат? Но, нормално, имаме за доцнување, бидејќи институциите доцнат, Државниот земјоделски инспекторат доцни, и кога не реагираат сите овие институции, зошто тогаш трговско-откупувачкиот криминал да престане во државата, кога и така е поддржан од раководството. Сега кој, почитувани колеги, да врши надзор на сето ова? Човекот кој долги години беше министер за корупција, кој освен што путерес фати со поминат рок во неколку маркети, еве сега Љупчо Николовски е министер и за земјоделие. И да веруваме дека сите овие субвенции кои се планирани ќе бидат дадени во вистински раце, не е за верување, заради тоа што имавме во минатото проневера на 300.000 евра пари на тутунарите, за кои ден денес нема разрешница. Евростандард банка, да ве подсетам, пропадна, но фирмите на заеви, струмичките компании, си ги повлекоа повеќе од 55 милиони евра кредити, кои не треба да ги враќаат, се извинувам, и истите тие фирми дополнително од различни фондови сега се наградуваат, а пари за оние што не прехрануваат, за оние од кои зависиме, нема. И субвенции навремено не даваат. И сега ќе прашам, еден имаше во влада од мекици за работи пари, другиот чесен од плата за работена со ловење на путер во маркети, си купил плац на најубава локација во Осоговијата и дали по примерот, се прашувам искрено овде, по Петре Шилегов, Маврово ќе прави викендица, прилично голема, или истиот тој на Осоговските планини ќе гради некој туристички центар. Да, колеги, зборувам за актуелниот министер, кој така скромно како министер влезе во политиката, нели? Ама дебело нафатиран ке излези. Не сте за верување, ветивте дека ќе се борите против криминалот,
Но вие го правите, а вие... Благодарам, ви истече времето.